Мермерна плоча на сред Гевгелија е паметникот на политичките затвореници прогонувани, осудувани и затворани за самобитноста на Македонија во периодот од 45-та до 90-та година. Споменикот искртан со 16 кракото сонце од Веркина и распарчена мапа на Македонија со Букурешкиот договор е патоказ за иднината, истакна на отворањето председателот на Сдруженијето на политички затвореници Андонов. Народ без минато нема своја иднина. Спомените за умрените се патоказ за живите, затоа што идејата никогаш не умира. Вела, надежта последно умира. За македонците, надежта вечно живее, затоа и почита кон тие што се вложиле во темелите на државноста на Македонија. За слобода на македонскиот народ мора да бидат достојни генерации кои растат да се сеќаваат на минатото, да ги негуваат слободарските традиции на македонскиот народ и вековниот стремет за слободна, самостојна и суверена држава Република Македонија. Гевгелија даде голем Во општина Аеродром вчера беше отворено ново основно училиште под име Александар Македонски. Учествуваа представници од општината, меѓутоа немаше никој од советничката група на СДС. Зошто? Информацијата за свеченото отварање добивме од медиумите. Веќе го знаете одговорот, не добивме никаква информација, со други зборови не бевме поканети. Зошто не бевте? Мислам дека на погрешна особа го поставувате прашање. Советничката група во повеќе наврати апелираше до председателот да не информираат околу активностите на градоначалникот. Поднесовме и писмено барање до одделението за односи со јавност преку председателот на Советот да не информираат за активностите на градоначалникот се со намера да учествуваме во истите. До сега немаме добиено позитивен одговор, но топак сме информирани и поканети. Освен до сега во овој краток период од колку што е конституиран новиот совет, денот на прославата, денот на раѓањето на патронот на нашата населба Јане Сандански, кога делегација положи цвеќе на споменикот на Јане Сандански, само тогаш. Ова училиште го носи името Александар Македонски. Секоја одлука за основање на основно училиште мора да помине пред советниците. Како гласавте вие како советничка група? Треба да се дообјасни предлог одлуката за кој што гласаше советничката група беше согласно сите норми кои што ги предвидува Законот за основно образование, меѓутоа од делот каде што требаше да стои името на училиштето беше оставен празен простор. Значи во текот на повеќе места се споменува согласно нели законските одредби на сите места името каде што требаше да стои името стоеше празен. Чекори ќе ги превземете како советничка група на СДС на следната седница може? На следната седница најпрво ќе побараме одговор. Одговорот што го немаме, како е дојдено до името Александар Македонски. Ако ништо друго можевме да бидеме исконсултирани. Во секој случај ќе бевме надгласени, меѓутоа наш фаворит беше Јане Сандански. Наш фаворит беше Јане Сандански.